Законски основи кривично се гони оној кој врши семејно насилство нема, освен ако жртвата не даде согласност. По случајот во Радовиш, каде на TikTok видео се гледа, но и слуша, како 35 годишник физички ја тепа неговата партнерка, беше приведен од полицијата, но жената не сакала кривично да го гони. Видеото било старо, а незината мајка го пријавила. Но колку често жртвата на семејно насилство не пријавува во полиција? Најчести причини според дел од социолозите се стравот, но и срамот. Секогаш ја имате таа можност да се повторува тоа во секојдневието, односно во односите помеѓу оние кои што патат од тоа и оние кои што е доминантот во оваа ситуација. Значи да се повтори повторно она што веќе кое што веќе сте поминале, дали е тоа напад, дали е тоа дури психичко малтретирање и така натаму. Потоа, второто, тоа е срамот. Ние сме се уште една доста, би рекол, заедница или општество кое што го чувствува тој притисок на општеството. Професорот Тоновски меѓу причините ја додава и способноста на општеството и институциите да пружат заштита на жртвата, зашто системот кај нас потврла. Но вели ова не е случај само во Македонија, туку и во поразвиените земји. Адвокатката Катерина Котеска-Стисниовска, која застапува жени што преживеале насилство, вели дека никако пријавата и процесирањето на семејното насилство не смее да зависи од жртвата. Во законодавството е нужно неопходно да се применат начелата од ратификуваната Истанбулска конвенција, која според водењето на ваква постапка не треба да зависи од волјата на жртвата. Изрекување на мерки за безбедност, кои би можеле дополнително да бидат заштита за самата жртва, а кои ќе се изречат по основ на заштита на самата жртва, и тоа не зависи од пријавувањето и желбата на жртвата. Она што зависи во моментот, а треба да биде сменето и е предложено како законска измена, согласно преземените обврски од ратификацијата на Истанбулската конвенција, е тоа дека самото процесуирање и самото пријавување на семејното насилство не треба да зависи од диспозицијата на жртвата. Од МВР поднеле кривична пријава до обвинителството. Врз основа на преземените мерки од страна на МВР Радовиш до Основното јавно обвинителство Радовиш на 25 март е поднесена кривична пријава против АА поради постоење на сомнение дека сторил кривично дело телесна повреда по член 130 став 2, а во врска со став 1 од кривичниот закон. Продолжува да се преземаат действија за целосно испитување на настанот, известија од МВР. Од обвинителството вела дека испитуваат дали постои основ за негово задржување, бидејќи јавното обвинителство и стражните органи имаат обврска да постапуваат единствено врз основа на докази во предметите. Во меѓувреме на социјалните мрежи излезе видео 35 годишниот радовишанец, каде се заканува по животот, веројатно на мајката на неговата партнерка, што го пријави во полиција. Да не ја замараш повеќе, пути на мене да не ми пукне филмо, не на работа да си ке доам там ке те запезвам, ке те фрлам од фабриката вонка. Тамара Дичевска, Сител телевизија.